Македонија природно има низа поволни околности кои можат да обезбедат продуктивен развој на домашната текстилна индустрија, иако во изминатите години таа е една од инфлаторски најпогодените индустрии. Но она што задолжително мора да се направи е државата да почне да пристапува стратешки и со визија, а компаниите да почнат да работат на своето преструктурирање во сопствено македонско производство, односно во сопствен бренд, смета Ирена Јакимовска како долгогодишен менаџер во текстилната индустрија. И секако во иднина да не оставаме да имаме ризик и на расоработка само со одредена земја. Ние во компанијата во Конфи Ангел, например, имаме политика на компанијата, не даваме повеќе од 30% од нашите капацитети на одредена земја или на одреден купец, пошто тоа би можело да те доведи во ризик. 30% е нешто што можеме секогаш да го надополниме, да можеме да го балансираме и да не донесеме компанијата во ризик. Исто така, она што би било корисно за опстојот на оваа индустријска гранка е Македонија да има и своја базна индустрија за потребите на конфекционерите. Бидејќи, како што вели Јакимовска, ние имаме врвни модни креатори кои што можат да креираат сопствен македонски производ, со што нашата предност би била многу поголема. Меѓутоа, треба национална стратегија. Не може една компанија самата да отпочне со процес на базна индустрија без поддршка на владините институции, без креирање на политика за што значи тоа базна индустрија, поготово да се осврниме спрема природните материјали. Нешто што во иднина ќе недостасува многу и оние кои што ќе бидат први, кои што ќе инвестираат во базна индустрија од природни материјали, ќе имаат предност во споредба со другите. Културата на купување на гардероба или културата на пласирање на конфекциониските предмети се менува и во 2025 ќе претрпе одредени промени. Што се однесува пак до хроничниот недостиг на текстилни работници, најмногу заради ниските плати, Јакимовска решението го гледа во континуираното инвестирање во оперативните работници со крајна цел достоинствено да се живее и од занаедчиската работа Шнајдер. Ние треба да престанеме да креираме ефтина работна сила. Нам ни треба професионална, среќна и мотивирана работна сила со соодветна продуктивност која ќе не направи поконкурентни на пазарот, прецизира Јакимовска.